Здравствениот дом Битола ќе го носи името на доктор Хаим Абраванел, евреин кој живеел и работел во Битола. Во овој прилог, заедно со порталот babambitola.mk, вие прикажуваме куќата во која што тој живеел, која се наоѓа на улица Рузвелтова. Некогашните наши сограѓани, сефардските евреи, во еден голем период од 500 и повеќе години, биле една од алките на битолскиот теснав и соживот. Сограѓани чиј живот за жал на вкупно 810 семејства од Битола им беше насилно прекинат. Нашите соседи беа собрани во битолскиот монопол и за 10 дена биле интернирани преку Скопје во концентрациониот логор Треблинка. Од сите тие кои беа во Битола, само 25 млади евреи станаа припадници на тогашната партизанска илегала, кои успешно се извлекоа од окупираната Битола и им се придружија на партизанскиот отред Гоце Делчев. Поради потребата од доктори во Битола, од собраните битолски евреи, само едно тричлено семејство беше ослободено од бугарските окупаторски сили и им беше дозволено да се вратат. Тоа беше семејството на доктор педијатар Хаим Абраванел, заедно со неговата сопруга Берта и ќерката Рени, која истот станува доктор. За време на окупацијата биле единствено еврејско семејство на доктори кои се грижеле тука за своите сограѓани битолчани. Рени потоа се активира во партизанското движење, каде го запознава својот иден сопруг битолскиот евреин доктор Салватор Леви, кој пред војната студирал медицина во Скопје. После завршувањето на војната, Рени и Салватор заедно работат во ординацијата на доктор Абраванел, која се наоѓа во дворот на семејната куќа доктор Абраванел со својата сопруга Берта. Кон крајот на 50-тите се иселува во Израел, од како се пензионирал како еден од повидните доктори во градот. Семејството Леви се сели во Скопје, каде Салвадор и Рени работат како доктори и ја добиваат ќерката Рашела. Во 1963 година Скопје го погодува земјотрес, каде Рени и Салвадор Леви трагично загинуваат, оставајќи ја зад себе 7-годишната Рашела, трагедија после која доктор Абраванел се враќаат од Израел во Битола со својата сопруга. Тука за последен пат се збогуваат со битолчани и ја продаваат својата куќа, познатата ординација и целиот нивни имот. Ја земаат со нив малата Рашела Леви назад во нивната нова татковина Израел, каде продолжуваат понатаму.